Лоши денови за млекопроизводителите. Цената и на овчото и на кравјото млеко оди надолу. Никој не знае зошто се случува овој ценовен дисбаланс, поради што млекото станува поевтино од шише минерална вода. Цената на млекото е ниска и се уште паѓа надоле, значи. Секој месец ни нови цени. По договорите тамо што да не речем принудуват не да ги подпишеме, оти нема дека да ги дават да го даваме млекото, веќе секој месец паѓаме од 40 динара па 38, сега на 36 очекуваме и доле да идеме, значи. Ја давам 18 литра, ама ти ще дава по 20 литра, 15, 16 динара. 16? Да. А колку беше пора? До 20 идеше. Сега не се исплачува. Абе, како се исплача? Не се исплача, бе, ефтино е. Храната е поскапа него млекото. Млекото е према водата е нула. Од друга страна, во последниве години се бележи осипување на добиточниот фонд, зашто има повеќе причини, меѓу другото и поради тоа што нема кој да се занимава со оваа трудоинтензивна дејност. Немам наш свет, тоа е се у град. Едно време излежаах и млади викат куче касапско, овчарско не бива вика. Покрај ова, сосема се изострува и проблемот со ангажирањето на овчари. Субвенциите за тутун кои ги издвојува државата придонесоа многумина овчари од јуричките села да ги напуштат стадата, со што собствениците на овчарски фарми сега се обидуваат да увезат овчари од соседна Албанија. Пробаме нешто со Албанија, тамо некои улават луѓе по 3 месеца, па после имат забрани, па не можат да се вратат натака, не ги пуштат на таквото на границата. Има си некои законски процедури тамо. Па ако може на некој начин тие луѓе да се ослободат или да добијат работни визи, како да најдеме работни визи, да може да доведеме некои луѓе да работат. Сето ова, доколку не се промени, уште повеќе ќе влијае врз намалувањето на интересот, но и на тамошното осипување на ситниот и крупен добиток, со што ќе се намалат и вкупните количества на млеко и млечни производи.